Протест на струшките средношколци по вчерашниот инцидент кој ја вознемири јавноста. Револтот кај децата не стивнува. Тие денеска ја бойкотираат наставата, истурајќи го гневот поради скандалозното однесување на професорот по англиски јазик. На улица излегоа сите ученици од гимназијата Ибрахим Темо. Овде сме велат да ги браниме своите права, го креваме гласот против насилството и бараме професорот да заврши зад решетки, велат учениците. И затоа тука сме соберени скоро цела школа за тој да го добие тоа што треба да го добие, а не за да биде пуштен на слобода. Нас родителите не треба да не пуштаат со страв школа, ако се пушти тој ние знаеме дека ќе одиме секој ден со страв школа. И директорката на училиштето Бесиме Јунузи разочарана од органите на прогонот, вели пред еден месец јас го пријави во полиција. Тој е конфликт на личност. Бараме, вели, од надлежните институции да престане неговата дејност како наставник. Разочарана ја сум денеска, слушам неофицијално, но од сигурни извори дека од страна на обвинителот или обвинителството тој е пуштен на слобода. Значи процедурата да се одвива нормално, како што треба. И навистина кој дава сигурност дека тој нема да дојде пак на школа или нема да изврши нешто друго. Откако вчера професорот беше приведен во полиција, денеска тој е пуштен на слобода. Постапката завршува со обвинение. За почеток се превземаат действија. Обвинителството е известено за настанот и во моментов се дадени насоки и наредби за постапување до МВР, за превземање на действија за расчистување на настанот и потоа ќе следи одлука. Со тоа што обвинителството ја води постапката и сега е таа фаза кога се прибираат материјални и вербални докази. СВР Охрид поднесе кривична пријава против професорот поради постоење основи на сомнение за сторено казнено дело насилство, вели за Алфа портпаролот Стефан Димовски. Кривичната пријава во текот на денов ќе биде поднесена до основното јавно обвинителство, кое треба да одлучи дали на професорот ќе му биде изречена мерка притвор.